Минути за спортот, како што најави колегата Александар, на мое задоволство. Денеска во минутите за спортот ќе разговарам со еден од, нескромно кажано, еден од најдобрите ракометари кои нашата земја никогаш ги имала. Како брзо крило, домашното првенство, лигата и купот ги освојуваше во повеќе наврати со над 80 настапи во репрезентација во нашиот дрес и некако навикнавме да го гледаме во националниот дрес. Веќе претпоставувам знаете дека се работи за Гоце Георгиевски. Добро утро, Георгиевски. Добро утро и на вас и ви благодарам што сум дел од вашата емисија. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Разговорот ќе го почнеме со она што јавноста најмногу сака да го слушне, а тоа е зошто Гоце Георгиевски не настапи во Египет. Па добро, јас навистина ми е жал што не можев да бидам учесник, да бидам во репрезентацијата на ова светско првенство. Навистина не бев подготвен и за едно такво првенство паузирав дома поради корона. Бевме позитивни сите од мојот клуб Вардар, бевме во изолација месец дена, па потоа престанавме со тренинзи, немавме тренинзи, уште месец дена, 2 месеци ја останав дома, не бев физички активен, не бев спремен и морав да го откажам настапот на светското првенство, бидејќи не бев физички подготвен, навистина ми беше многу тешко, али морав да го отстапам местото затоа што мислам дека не заслужив таму да бидам на тоа место, затоа што не бев физички подготвен навистина. И така да тоа е причината за тоа не сум дел од репрезентацијата. Како се чувствувате сега? Дали полека се враќате во форма? Па да, веќе почнам со тренинзи во Вардар, во клубот, веќе имаме, да кажам, 15 на дена тренинзи, полека се враќаме и мислам дека се е окей. Се врати на старото. Се надеваме, се надеваме дека ќе останете безбедни и понатаму. Светското првенство во Египет, ракометната репрезентација нема подобро да го памти, само една победа и неколку убедливи порази. Каква е вашата генерална оценка? Па добро, овој настап на светското првенство не може да се каже нормално дека е добар според резултатите, да бидеме реални. Сите ние очекувавме нели повеќе, ја како дел од таа репрезентација се чувствувам, ако не сум таму, нормално знам како име на сите таму, на момците, на репрезентативци, дека не е се едно. После ваков настап на светското, сигурно им е најтешко. Но што е тука е, реално резултатите беа под очекувањата. Се можеше, нели, секогаш се може подобро. Не знам што да кажам. Треба да се согледаат сега, да легнат работите после ова светско првенство, се направи добра анализа од кои се стручни лица, кои се задолжени за тоа, федерацијата, да се види каде е проблемот и да не ни се случи ова што ни се случи во Египет. Така јас го гледам ова, не е добро, не можеме да кажеме дека е добро. Има простор за напредок, ја мислам дека има тука играчи што треба да се работи со нив и за подобри резултати да се остварат. Се изнаслушавме за смена на генерации и за потребата од домашните ракометари да играат во своите клубови за да се подигне квалитетот на овој спорт. Она што исто така најмногу интересира јавноста е зошто дозволивме од спорт број 1 во земјава да се загубат неколку генерации кои можеа да го продолжат тој голем успех. Да, така како што рековте, ракометот беше долги години број 1 спорт во Македонија. Сега малце сме стискани од страна на одбојкарите и фудбалерите. Значи тоа треба да биде еден мотив плюс повеќе за работа. Да остане ракометот онаму каде што бил, да се вложува во него, повеќе деца да тренираат, клубовите да бидат на едно повисоко ниво. Мислам дека тука проблемот е многу поголем.
не можам се, ја не сум толку компетитивен да кажам каде е точно проблемот, каде се греши, што треба да се прави, но генерално ја мислам, мое мислење е дека прво почнува од клубовите, од нивната работа, нивната едукација со децата, потоа како играчи. Тука мислам дека ни е главниот проблем, затоа што деца како деца има, но треба тие да се насочат кон вистинскиот пат, да бидат, треба да знаат што работат, зашто тренираат ракомет, да ги насочат во еден спортски живот. Мислам дека тука е првиот чекор за поголеми успеси, за успеси да нешто сакаме да направиме, значи треба да почнеме од почетокот. Така да Македонија има таленти, јас сум уверен во тоа и имаме играчи, само треба да се најде вистинскиот систем, да имаме ние систем на работа каде што ќе работат сите екипи. И по тој систем кога ќе дојдат во репрезентација, тие веќе да го знаат. И да биде многу полесно и за селекторот и за сите кои се вклучени во репрезентацијата. Сите знаеме дека премалку времето во репрезентација за недела, 2-3, не знам да направиш нешто драстично не можеш. Но затоа треба, за да биде полесно, играчите што ќе доаѓаат во репрезентација веќе да знаат што ги очекува, да имаат еден систем на игра и тоа да го имплементираат во репрезентацијата. Така да мислам, како што кажав, малце е поширок проблемот, тука треба да се позанимаваме, како што реков, деца има квалитет, има талент, но треба да се работи со нив многу по-професионално и подисциплинирано за да нешто сакаме да направиме. Ги гледавме другите репрезентации, тие исто се млади репрезентации повеќето. Работат и тие, гледаме какви резултати постигнуваат, значи не можеме да останеме во место и да тапкаме и не знам, да го највеќе е болно да го испуштиме оној континуитет од светски и европски првенства и веќе тука те нема на картата. Многу е потешко повторно да дојдеш на сцена. Ние тој проблем го имавме пред 15 на години. И така да го зборам од тој аспект да немаме таков проблем. Што значи ова вистинскиот систем или правилниот систем? Мислите на тренинзите, на начинот на кој се одвиваат тренинзите, на самите вежби можеби, или пак на финансиите и инвестициите кога е спортот во прашање? Па добро, да, и повеќе треба да се инвестира, но ја повеќе мислам на тоа во склоп на тренинзите. Правих, например, јас не можам да се мешам или да кажам како тие треба да тренираат со дали нашиот стручен кадар на тренери е добар, не е добар, тоа не знам за тоа, но сите треба некој да направи систем одреден на игра, на тренинзи, како македонската репрезентација по кој систем ќе биде препознатлива да го игра и тие играчи сите да бидат запознаени со тој систем. Мислам дека сите екипи во лигата треба да бидат на еден ист начин да играат за репрезентацијата успе. Затоа што ние кога ќе дојдеме во репрезентација како што кажав е многу краток периодот. Веќе треба да имаме осознаено како треба да игра репрезентацијата. Тоа е тука нормално, малце многу играчи кога играат во еден ист тим и кога играат во репрезентација е многу полесно, затоа што они го знаат како играат во клубот и веќе тоа го пренесуваат во репрезентацијата и многу полесно за нив. Така да затоа зборам од тој аспект, има доста млади играчи, доста играат во македонската лига, затоа тоа еден препознатлив стил на игра да се препознае или не знам, селекторот кој како мисли да игра македонската репрезентација, па може да направи, сега тоа е поготово по малите клубови, да направи, да сака план или програма, не знам, да направи, па да каже како треба, како он ја гледа играта на репрезентацијата, па тие тренери што се во младинските категории да насочуваат таа игра во таков стил. Во тоа го мисля, во тој аспект, за да биде полесно на репрезентацијата.
Георгиевски, што беше поразлично во онаа ваша генерација кога освен вие и Лазаров во репрезентацијата настапуваа и Наумче Мојсовски, Дејан Манасков, Филип Миркуловски, Ванчо Димовски, Борко Ристовски. Што е разликата? Имаше повеќе лидери, подобра комуникација, подобри селектори. Каде ја лоцирате тој успех, тој начин на игра? Па добро, таа наша генерација, како што кажа претходно, нас не беше исто многу полесно. Бевме сите во Металург и во репрезентацијата игравме малтене 90% од играчите во Металург и тоа беше маце олеснително за нас, затоа што сите се знаевме. Па не можам да кажам тие играчи што беа тогаш во Металург стварно беа на едни вонсерийски, да кажам, квалитети играчи, стварно имаше квалитет. Сега тоа мене ми е, Македонија мора да се стреми такви таленти и играчи да ги задржи и да ги насочи да бидат, да кажам, нас не красеше едно, како да кажам, бевме заедно, како едно семејство, не знам. Сите дишевме еден за друг, знаевме, нон-стоп се дружевме, знаевме кој на кого што му фали во одреден момент. Сите дававме поддршка ако некој не одиграл добро или не знам имал проблеми. Игравме како едно, тоа беше, мислам дека таа дружба што имавме, тоа е најголемата придобивка и за една репрезентација. Единство, тоа е, мислам дека имавме многу верба во нас, дека можеме да успееме. Тоа е проблемот, сега мислам дека малце сме немаме самодоверба, малце не веруваме во себе, тоа е исто така еден психолошки проблем. Тоа доаѓа нели со самите лоши резултати и ти почнуваш да се сомневаш во тебе. Така да мислам тоа сега нешто малце фали на репрезентацијава, малце да веруваме во себе, дека имаме квалитет, само треба тоа да го многу повеќе работа и да го искажеме на терен. Така да мислам дека има многу работа. Каква поука можеме да извлечеме од ова светско првенство, од овој настап? Па, можеме да извлечеме дека, како што кажав, сите работат во Европа, никој не спие. Значи мораме што побрзо да се разбудиме, да не ни се случи ова, па да кажеме следната година зашто не сме се пласирали или сме се пласирале, па ист резултат ме постигнале. Значи треба да го воочиме проблемот и да видиме што ќе правиме од денес веќе, што заврши првенството. Сите репрезентации ве гледав вчера со Белорусија, исто млада репрезентација, полетна. Репрезентацијата на Шведска исто така беше доста ослабена. Да, и шведската репрезентација сите играат сите горе-доле се со млади репрезентации, така да тоа веќе не треба да ни биде изговор со млади играчи. Готово, млади играчи, ама треба, ние имаме играчи во репрезентацијата кои веќе се 5-6 првенство таму. Значи веќе не може тоа да биде изговор млади играчи, значи мораме ние да почнеме да постигнуваме поголеми успеси, како да кажам. Значи треба тоа. Георгиевски, за заокружување на овој разговор, дали планирате повторно да настапите во репрезентативниот дрес? Да, јас сум се уште, јас се гледам као дел од репрезентацијата, додека можам ќе помогнам да бидам таму во репрезентацијата, да играм за Македонија, затоа што секогаш ми било чест и гордост да играм за Македонија, така ќе биде и секогаш. Јас сум спремен секогаш да играм за Македонија. Гоце Георгиевски, благодарам за ова утринско вклучување во денешниот утрински брифинг, како што најавив, еден од подобрите наши ракометари. Брзо крило со многу успеси зад себе и над 80 настапи во репрезентативниот дрес. Благодарам што го збогативте денешниот утрински брифинг. Ви благодарам на вас многу за поканата, секој е добро.